Двојно е зголемен бројот на туристи на југоистокот во јули годинава во споредба со другите месеци од 2016. Според податоците на Државниот завод за статистика, 19.212 гости биле во овој регион, а во јуни имало само 7.533 туристи. Најмалку туристи имало во јануари, 5.587, а зголемување имало во март, кога тука одморале 8.090 туристи. Старите манастирски комплекси, водопадите и развојот на руралниот туризам, бајните и алтернативните услови за одмор го прават овој регион интересен за гостите. Во овој број влегуваат и гостите од Дојран, најмалиот езерски бисер во Македонија. Експертите велат дека претходно бегалската криза, а до денес и политичката, влијаат врз бројот на туристите и нивното двоумење дали Македонија да ја одберат за дестинација. Овие бројки се далеку постабилни и подобри заради една причина. Ние се наоѓаме сепак во една политичка криза. Знаеме дека политичката криза и природните непогоди се најголемите инхибитори за привлекување на странски туристи. Така што и покрај се ова што нас ни се случува, ние сепак имаме добар прилив на туристи. И не само во Македонија, на пример, кога ќе го земеме како пример Скопје, централното градско подрачје и напорите за разабавување и инвестирање во него, носат прилив на туристи. Значи секоја година во последните 5 години имаме просечно по 10% раст на странските туристи во овде. Анализата на бројот на туристите во Струмица покажува намалување во текот на годините, така што во 2011 година во општина Струмица според податоците на Државниот завод за статистика регистрирани биле 30.367 туристи, во 2015 година 24.606. Во последниве 6 години најмногу гости во Струмичкиот регион имало во 2012 година, кога одмарале 34.467 туристи, а низ годините овој број континуирано се намалува за 1 до 2-3 илјади годишно. Во насока на подобрување на бизнес понудата, граѓанските организации, локалните власти од Струмица и руралните општини Василево, Босилово и Новосело спроведуваат низ за проекти поврзани со туризмот. Со европски пари реализирани се проекти за пешачки патеки, уредување туристички зони, потоа за меѓугранична соработка во делот на развојот на туризмот, кои треба да го дефинираат регионот како неодменливо место за посета на туристите.